Здраво на сите, моето име е Георги, а вие слушате најновата 67-ма епизода на подкастот Јустинијан збори. Денеска сме, барем еве за ова интро, малце помал состав, само ја и Мартин сме. Мартин, шо правиш, како си? Одлично, право да ти кажам, цел ден некако ми се спиеше, ама наместо кафе решив да се земам да се гледам епизода со политички студии и бога ми добар субститут беше за кафето, право да ти кажам. Да, мислам дека една од подобрите епизоди ни беше изминатата каде што ги имавме моите колеги од политички Данило и Делина, изборевме за се поврзано со судиите. Нешто слично и со оваа епизода. Денеска само што завршивме нели со разговорот со Александра и со Габриела од новинарски студии. Мислам, ако го читате насловот, ако сте кликнале на епизодата, знаете зашо ќе биде нели епизодата. Ама пред тоа, тие што не слушаат, знаат што следува, тие што не слушаат, секое интро сакаме, или секој вовед во епизодата, сакаме да имаме сегмент кој што ние си го нарекуваме Hot City Култрон. На македонски Жешко столче, Култрон, не знам како би ја превел, ама едноставно, кој за нас е на Жешкото столче у изминативе неколку дена, а кој е на Култрон у изминативе неколку дена. Еве, ја ќе почнам. За мене на Жешкото столче, не знам, малце тешко ми беше да изберам, ама ја би идел со СДСМ. Мислам дека идејата за внатре-партиски избори е предобра идеја и е добар чекор кон демократизирање на целиот тој процес на избирање на претседател на политичка партија. Земан, као стилот е дефинитивно америчкиот за избирање на кандидати на председателски кандидати на двете најголеми политички партии таму, на Демократската и Републиканската партија. Ама сметам дека начинот на кој што СДСМ го направи целиот овој процес е премногу аматерски, од проста причина што не можеш ти да кажеш дека имаш избори со еден кандидат. Си можел слободно, еве, не знам, Мартин, ти може имаш мислење за ова, наместо избори, кога гледаш дека само Заев ти е кандидат, направи го референдум. Представи го како референдум на членството за тоа дали сакаат Зоран Заев да продолжи да им биде претседател. Као политички и пиар, тоа е подобро отколку ти да кажеш дека СДСМ се демократизира со тоа што има избори каде што членството ќе обира претседателот, а еден кандидат има само. И тука мислам дека као идејата е супер, замислата е предобра, ама реализацијата е многу лоша и затоа ги ставам на hot seat сите оние кои што го воделе тој процес у СДСМ, од пиар луѓе па се до оние нели кои ги спроведа изборите. Не знам, малце се разочарав ја, пак ќе кажем, идејата е супер, ама како го направија, малце екзекуцијата е многу лоша. Многу. Што мислиш ти? Па се согласувам, барем да го замаскирале малце, да го нашминкале со тоа што ќе има и други кандидати, ако знаеме дека Заев ќе освои повербата, ама буквално мене ми е смешно тоа. Па премногу. И тоа дека ми и да не стават повеќе кандидати, као направи го да не биде избор, кога веќе гласачкото ливче беше Заев, за или против. Тоа не е избор, као прашање на избор, кој ќе го имаш на избори. Тоа е референдумско прашање, буквално. Зошто не го представиш као референдум, да не биде или повеќе, или повеќе Заев, за или за? Сега ќе биде председател Заев, као никој не може да победи Заев у СДСМ моментално, као Бранко Црвенковски да се врати, не може да победи Заев. Тоа бројот на кандидати може и ми е небитен моментално. Као
начинот на како го направија беше стварно аматерски, то не знам подобар збор, како for lack of a better word, аматерски, како представи го поинаку, не може како да кажеш дека имаш избори, па нормално ќе те зафркаваат питераши и сите на социјални медии дека личиш на Северна Кореја. Буквално, само што пак сега ќе ти кажам, баш сталинистички потеке, онако. Не мислам дека тоа било намерата, едноставно мислам дека проблемот е у екзекуцијата, кога не изгледа не се слушале, кога не зна, кога окей, тие што работат у СДСМ што ги советуваат како да идат со пиар и се тоа може малце затаиле у овој случај, пак ќе кажам, фиксот е лесен, направи го референдум, не мора да бидат избори. Ама окей, небитно. Кој го имаш ти на твојот хатсит, Мартин? Хатсит, Скопјани времево, не знам што се случува. Јас таман си ги ставив сите зимски облеки, роки во плакар и морав после да ги вадам пак. И буквално хатсит, а сите сме на колдсит, малце иронично. И тоа е, ама добро ќе се поправи. Гледам метеопрогноза од среда ли, од кога? Од петок натаму. Таман, ја мислам дека погодив времето кога да си идам за Струмица, бидејќи не сум бил од Божик, како 2 цели месеци сум у Скопје и баш викендов изминатиот одлучив да се вратам дома, да поминам неколку денови таму и таман. Кај нас само дожд имаше, снег многу малце, така што уживанци, ладно е секако, ама барем не бев тука додека снегот траеше, кај што никаде не можеш да идеш. Ја мислам дека ја ќе се ставам самиот на Култрон, што на време избегав у Скопје и на време се вратив таман кога се е расчистено. Така што Јас богам и секогаш сум на hot seat, буквално кога ќе падне снег, значи снегот ми е у топ 5 нешта што највеќе ги мразам. Може би у топ 3. Криптонайт. Затоа што секој се фокусира на таа идилична слика кога ќе паѓа снег, окей, се тоа убаво, а после по кашаници дидам по град. Баш и ставив стори со како мим, како знаеш, слика од идила, зимска идила и доле сум пишал ecstatic one night stand и после тоа слика од кашаници, од кал и вода и сум доле пишав the morning after, буквално. Добар, баш го видов како тоа смешно дефинитивно. Добро, имаш некој на Култрон да оставиш? Култрон пратев Европа Лига шампиони, ти фан на бейсбол си, јас сум на фудбал. За Юнайтед најавам, ама морам да им го признам постигнувањето на Динамо со Тотенхем. Значи, момците ја компензираа недостатокот на квалитет со борбеност до крај. И тоа е. Да, мислам дека ако не слуша сега некој кој што не е заинтересиран, уопште не прати спорт, извинете, ама стварно као што направи Динамо беше за пофалба. Мојот Култрон сличен е, ја го искористив ова и за претходната епизода, ама дефинитивно претходниве 4 дена, тоест од четврток, петок, сабота, недела, понеделник, од кога седнав у 5 саат попладне, па се до сабајле, гледав кошарк. Моментално у Америка се одржува еден од најзабавните, најинтересните, најважните кошаркарски турнири, кога станува збор за коледжи, универзитети, каде што играат на една добиена утакмица, секој игра против секој 64 екипи, турнир. Буквално е уживанција да се седне од 5 саат, да се гледа. Мислам дека у овие 4 дена имам изгледано преку 20 различни утакмици и уште толку што сум гледал резултати и сум пратил што се дешава.
ама е сон за секој спортски навивач, поготово фанатик за кошарка. И толку од нас, од мене и Мартин, да не ве изгубиме. Само да ти кажам, иако не сум фан на кошарка, единствено нешто што памтам кога ми текна кошарка NBA 2008 Мајами Далас. Јас бев тогаш многу за Далас и изгубија и од тогаш се разочарав од кошарката и толку беше мојата приказна. 2006-та, ама 2006-та, да. Тама, мислам, може ја и ти уште поеќе, ама ова ќе оставиме за без коски за другиот подкаст. Да не ве загубиме тука. Стварно имаме одличен разговор, саат и 10-15 минути со Александра и со Габриела, кои се апсолвенти на новинарските студии на правниот факултет, со кои што разговаравме за сите работи поврзани со новинарскиот за новинарските студии, така што сега ќе се префрлиме со нив, а ние пак се слушаме во следната епизода, кога ќе разговараме повторно за еден од едни од студиите на правниот факултет. Уште договараме кој точно ќе биде, ама дефинитивно следува уште една епизода на таа тема. Поздрав и се слушаме. Здраво на сите, добредовте назад на најновата епизода на Јустинијан збори. Со нас моментално имаме две колешки од новинарските студии на правниот факултет. За малце ќе реков Јустинијан збори, ама не е, Јустинијан први. Габриела Лескова и Александра Субаши. Како сме колешки, што правиме? Сме еве по дома, се прибираме од работа и сме во своите домови за време на полицискиот час. Исто како Габи и јас, поздрав Ѓорџи, поздрав Мартин, вие како сте? Супер. Ние баш тоа пред снимање зборевме, као навикнавме веќе во последниве неколку недели од 10 сат да снимаме и ова ни е нова нормалност. Нека полициски час том започне, ние снимаме епизода за подкастот, така што се навикнавме веќе. И баш ни е онака мило што може и со вас и за тема на која што можеби ја и Мартин сме доста неупатени и да дознаеме нешто повеќе денес. Задоволството наше, ви благодариме на поканата. Да, ако не слушаат оние кои што повеќе време не слушаат, знаат дека претходната епизода која направивме беше за политички студии. Сега со вас збориме за новинарство. Која беше причината, вие две, која се запишувате после средно, која одлучувавте, зошто токму новинарство и колку до сега вашиот смер и тоа што вие го имате добиено од самиот факултет и од самото студирање, ги оправда тие некои очекувања кои можеби сте ги имале на самиот почеток? Лично јас би започнала. Јас цел мој живот бев убедена дека сакам да студирам правни студии на Јустинијан први, меѓутоа во трета година во средно училиште се случи еден пресврт на работите, каде што дојдоа од медиумски куќи на начини за да не едуцираат и буквално во тој момент кога имавме време да речем и можност да ги искажеме нашите таленти и моите, да речем, надарени нешто за пишување. Јас едноставно се пронајдов во тој збор и буквално беше онака свет на ламбата и навистина новинарството е нешто што јас се пронаоѓам и јас дефинитивно сакам да градам мојата кариера на тој план. И некако се случи. Сега, од досегашното искуство, секако како и цел живот имаше некои убави успеси моменти, меѓутоа и тешки денови или полагање на испити и моменти кога се соочуваме, да речем, со нов град, нови пријатели, нов чекор од животот. Имаше подеми и падови, меѓутоа се разбира, секој ден се повеќе се навикнувавме на состојбата. Моментално сум трета година на Јустинијан факултетот. Можам да кажам дека сум делумно задоволна, меѓутоа дефинитивно има некои пропусти што сметам дека би можеле и да се обноват од почеток, меѓутоа да се надополнат со цел подобро
да речем справување или поврзување на студентите со медиумските куќи или пак практичниот дел или пак подобро известување за обуки или слично. Да, дечки, јас за разлика од колешката Габриела цел живот бегав од правниот смер, нели сите тие правни закони и акти, но и во средно завршив на правен смер и сега завршив исто така нешто приближно нели со правото, бидејќи како новинари ние исто така изучуваме неколку правни предмети. Иначе желбата за новинарството ми се појави негде можеби во средното, бидејќи јас сум човек кој што секогаш е љубопитен и сака да истражува. Па исто така цело време ги следам тие нели општествени и политички промени и случувања, па мислам дека најдобар начин за да се вклучам нели да ги мотивирам другите да ги поттикнам да се вклучат беше да се запишам на новинарство. Иначе во врска со очекувањата на почетокот кога се запишав првите неколку месеци ми беа најтешки. Нели се запознавме со пример предметот вовето право, после македонски јазик и стилистика ни беше доста напорно бидејќи изучувавме некои материи кои што дотогаш ми беа непознати. Иначе во врска со целата наставна програма би зборувала малку покасно. Во главно би кажала сега дека ни фали пракса, помалку теорија, повеќе пракса. Тоа е тоа. Да, мислам дека и овде може добар момент и да почнеме да поразговараме на тоа. Ја баш знам кога зборавме за еве како е кај нас на политички, едно нешто што кажав, а и мислам дека е точно и за другите смерови, освен од правни студии, како малце не дека постои некоја дискриминација, но малце е чудно на еден факултет, на еден правен факултет да имаш насоки како што се политички, новинарство, односи со јавност, кои што колку и ние да мислиме дека се толку сродни со правните студии, не се баш. И прашањето тука ми е, колку мислите дека токму правните студии и правниот факултет има влијание врз новинарството како студии и вие вашето студирање до сега, и дали тоа е плюс или минус? Како влијанието кое правните студии го имаат на сите останати, ама конкретно за кај вас на новинарство? Па сега малце е двосмислено прашањето, од причина што правник како студии дали може да се спојат со новинарството, дефинитивно се поврзани, меѓутоа не може да се спојат. Меѓутоа, од друга страна, ако се земе обзир дека ние сме околу 13 до 15 студенти на новинарство во трета година и да се споиме сите заедно со семестар, ние сме повеќе нешто од 70 луѓе. Не знам колку може да се размислува и да речеме за посебен факултет да биде како новинарство, бидејќи нема услови за тоа. Жал ми е да кажам дека новинарството полека изумира во нашата земја, каде што повеќе луѓе во медиумските куќи не се стручно, да речеме, новинарски едуцирани, да речеме како што ние веќе го правиме тоа, туку без разлика некој друг кој што има завршено друга едукација, да речем, карикирам, дали економски факултет или пак некој друг сличен факултет кој што не е ни приближно сличен на новинарството и да речеме ни го завзема нашето место. Потреба од новинари има, потреба од нов, да речем, новинарски кадар, дефинитивно, обнова треба да има, меѓутоа жал ми е да кажам и дека сме многу малце студенти на новинарство. Од друга страна, сите тие кои што се вработуваат, да речем, во медиумските куќи, без при тоа да бидат стриктно новинарски, да речем, нели, образувани, не го завземаат местото со цел за да се спречи ова, барем од тоа што досега можем да го заклучиме, дефинитивно дека треба да се воведе, ако ништо друго, барем лиценца за новинар, одреден критериум, каде што би имало барем некој критериум, барем некои услови да се исполнуваат пред да се влезе во таа позиција на новинар. Бидејќи на моменти делумност имам, барем јас во прва година, дефинитивно прашувано, јас зошто да учам новинарство, кога некој друг со друг факултет може да го завземе моето место, а при тоа не се едуцирал доволно, да речем, како мене, као јас буквално дали трошам време 3 години да се едуцирам за новинарство, за некој друг да дојде да го земе моето место. Заради тоа дефинитивно треба да се воведе дали лиценца со цел или критериуми одредени да се исполнуваат за некој човек да може да биде новинар и на тој професионален план полека да си развива својата иднина.
Еве не знам, Алекс, може би има некој поинако или слично мислење во однос на ова. Да го прашам, Ѓорги, дали прашањето ти беше во врска дали се тесно поврзани правото и новинарството, така? Па не, тоа ми беше повеќе чисто вовед во прашањето, те се поврзани, ама ја не верам толку тесно. Повеќе прашањето ми беше колку самите правни студии имаат влијание врз нашите од другите студии, конкретно за новинарството. Би рекла дека правните студии и правните предмети имаат големо влијание, поготово врз нашиот смер, бидејќи ние изучуваме околу, па сигурно не знам, габи десетина правни предмети се на се вкупно во овие 3 години. Но мислам дека тоа е окей, дека треба така да биде, бидејќи како идни новинари би требало барем делумно да го знаеме правото. Бидејќи утре ако пример Габриела или јас биде судски новинар, ќе биде изгубена, нема да ги знае тие основни правни поими. Да, јас се согласувам со тебе, Алекс, само од тука се раѓа, мислам дека барем сме разговарале на оваа тема многу пати, дека се раѓаат другите проблеми. Мислам, редовните предмети студии учиме, 2 економии учиме, различни или основи македонски јазик, не знам, англиски јазик и сето друго што ни треба од редовните, меѓутоа нашите стручни предмети, како што се истражувачко новинарство, ТВ новинарство, медиумите и глобализацијата, сите стручни предмети се класифицирани во изборни и би требало да се направи овде една рокада, каде што сите изборни предмети треба да не бидат редовни, за да се направи некоја компарација, бидејќи дефинитивно сите стручни предмети што ни се без разлика, бидејќи ние во текот на нашите студии се пренаоѓаме како личности, во која област сакаме да се движиме. А од 1 до 3 година во студиите на новинарство, значи предметите се толку општи, а изборните предмети се настрана и не толку многу големо внимание, да речеме, се придава колку на на редовните, кои што мислам дека дефинитивно една рокада треба да направи и се со цел студентот да се пронајде во сферата во која што сака да работи. Габриела, во однос на ова што го кажуваше за како тоа од другите факултети ги пополнуваат местата кои што инаку би ги пополниле студентите од новинарството, баш ова имав шанса да го искусам, додека имав допирна точка со некој аспект од новинарството, додека бев во дел од новинарскиот клуб под ангажман на Радио Мов. И она што ме изненади најмногу е што беше тоа една шанса да ги елиминирам многуте погрешни представи кои што сум ги имал за новинарството и тоа подразбира цела методологија и цел број на алатки, како треба да се пишува една статија или на колумна и така натаму. И наистина се согласувам со ова што велиш дека потребно е да има една филтрација на луѓето кои што ги вработуваат медиумските куќи, а и сосема е контраинтуитивно да се вработуваат луѓе што доаѓаат од други факултети, кога квалитетот го имаш, претпоставуваме дека е поголем од оние студенти кои што доаѓаат од студиите по новинарство. Филтрација термин кој што не знам дали точно би се согласила. Значи јас не велам да некој што бил на економски не дојде да работи како новинар или пак јас да речем како новинар да не отидам да сменам утре некоја работна позиција во некоја друга област. Туку пред работување во медиумските куќи да има одредени критериуми, да речеме лиценци, курсеви за новинари кои што барем малце би ги насочиле оние кои што не биле доволно едуцирани, да речеме стриктно од новинарското училиште, туку што студирале економски или педагошки или пак друга сосема трета наука која што не е поврзана со новинарството, да се знае кредибилитетот, бидејќи многу е паднат кредибилитетот на новинарите кај нас, каде што секој, да речеме, секој може да биде новинар. Во нашата држава дефинитивно владее мислењето дека секој може да биде новинар и тоа мора под хитно од корен да се промени. А
сметам дека ние сме нели промената која што треба да бидеме утре во медиумските куќи, во новиот кадар на куќите, малце сме, ама сметам дека полека треба да го тргнеме тоа размислување кое што дефинитивно владае низ македонското население. Тоа и честа пракса и со професорите го имаме многу често правено како во разговор го имаме споменувано повеќе пати додека се реализирале наставните програми. Јас би додала нешто ако може, Џоле. Да, слободно. Само на кратко, во врска со тоа што го кажа Мартин, јас имав скроз поразлично искуство. Значи буквално кај мене методологијата и теоријата воопшто значи не беа важни. Како практикант во Радио МОВ, значи бев потполно изгубена, значи таа теорија, тоа што го учев, можеби тие 2 години на факултетот, воопшто не ми помогна, бидејќи слободно можам да кажам дека не знаев обична вест. Значи таа методологија, тие 5W, нели каде, кога, зошто, бла бла бла, воопшто не беа битни бидејќи ние немавме пракса. Јас кога седнав таму, јас не знаев обична вест да напишам, да не зборуваме за некој потежок новинарски жан. Така да мислам дека од најголемо значење е пред се праксата, а после тоа теоријата, која со тек на време нели се совладува. Да, баш за тоа и ќе ве прашав, бидејќи еве, кај нас правни политички студии праксата е скоро и да не постои, а и мислам дека иако нели сите сакаме да ја има, не е толку не се толку зборува за неа, ама кога станува збор за новинарство, ја би мислел барем дека таа би била една од најважните работи, бидејќи сепак ти тоа го учиш, ама ќе треба утре ден да го имаш и да го знаеш како да го работиш, и плюс тоа онака ако не знам, прашаш некој од улица, окей, што прави новинар, можеш убаво да знае, као буквално знаеш што прави новинар. Правник, кај иде на пракса. Ама се знае новинар кај би идел на пракса. И од тука, еве, ја би помислил дека е многу полесно да се воспостави пракса од новинарство отколку правни студии. Како до сега мислите дека, каков е начинот на, дали уопште има пракса на студии, на факултетот? Па еве, ние сме 3-та година веќе со Алекс и праксата е еден од најголемите проблеми, барем до сега со ние што сме се случиле. Според моите размислувања има 3 најголеми проблеми. Првиот дефинитивно би ја категоризирала праксата. Праксата и новинарството, значи имаме теоретски дел на новинарството кој што секој студент нели мора да го помине, се знае база и теорија, ти мора да го научиш, тој мора да го имаш познавањето, ти мора да знаеш што е интервју, што е вест, што е извештај, што е игра на зборови, значи основата, потребата мораме да имаме. Меѓутоа новинар без практичниот дел е џабе, гола вода, буквално теоретскиот дел само што го има, така да неопходна е праксата. Единствената можност која што беше добри, морам да пофалам, беше во прва година поврзувањето на едно од професорите по стручни предмети со новинарски куќи, 5 национални телевизии. Меѓутоа, тие не се доволни. Што сакам да кажем со ова? Кога, пример да речем, ние имавме само единствена посета на новинарски куќи, за да ги видиме основите, што е идиот, како изгледа информативна програма, како изгледа емисија, каков е, да речем, еден ден на новинарите во повеќе медиумски куќи. Меѓутоа, ние студенти како студенти, ние сме сите од исти градови, немавме можност многу нормално да отидеме во сите 5 да речем национални медиуми каде што бевме ние. Значи тоа беа средби договорени еднодневни. Сега сите медиумски куќи велат да ви стоиме на располагање, вие сте практиканти, повелете дојдете. Другиот проблем е што доколку некое дете, мислам студент, исто како нас, доколку нема услови патува во Скопје, да дојде во Скопје, да оди да изгои технички невозможно да оди на пракса. Меѓутоа, со самото моментот кој што фали кај нас е поврзаноста, односно каде што професорите треба да ги поврзуваат новите студенти, особено новите студенти од прва година, со сите медиумски куќи. Меѓутоа, тоа не смеат да бидат
еднодневни обуки на медиумски куќи. Значи таа пракса сметам дека треба да биде задолжителна. Зошто? За тој студент да се запознае што е информативна програма, што се утрински емисии, што се интервјуата, како изгледа буквално еден ден. Меѓутоа, обуката и праксата која што треба да се реализира, да, сите ќе покажеме ова е диод, овде се пишува веста на компјутер, овде се печати, овде се снима со гласот. Меѓутоа, сето тоа да се сите тие информации едно 100.000 во еден ден да се впијат во мозокот на еден студент е теоретски невозможно. Заради тоа праксата треба да трае подолг временски период, каде што тоа дете ќе се едуцира, каде што ќе се работи со артикулацијата на гласот, каде што ќе знае на тој студент треба да му се каже како ќе измине времето и како ќе помине таа пракса, за да знае секој студент во која насока сака да се движи. Бидејќи ние буквално новинарството е пуштено во некоја пустина и сноги се да се најдеш вода. Веќе имаш толку многу избор, каде што треба да помине долго време, каде што сакаш за да одлучиш што сакаш, каде сакаш да работиш и во која област да работиш. Алекс, ти што сметаш, еве, например, дали праксата е неопходна? Габи, потполно си во право, значи ја поддржувам Габи. Само би додала дека мислам според мене дека не е пракса. Нормално, нели, факултетот не е телевизија и нема своја телевизија. Мислам дека еве како идеја ми доаѓа би било добро за идните генерации, за нас е веќе касно, да се направи некој договор помеѓу факултетот и медиумските куќи, да, пример, место да изучуваме економика и економика, би можеле тие 3,5 часа да ги искористиме во пракса. И нормално, нели, на крајот од семестарот секој студент да си ја добие заслужената оценка. Мислам дека од големо значење би било за идните генерации. Нешто барем слично на тоа да се изведе. Да, соработката е многу битна со медиумските куќи, баш се согласувам со Алекс, бидејќи мора нас некој да не поврзе со медиумските куќи. Буквално ние сме нови на просторот, да речем, дали без разлика од било кој град доаѓаме, бидејќи ние сме сите од Скопје, доаѓаме на Оград, се случуваме, не знаеме каде се наоѓаат буквално ни медиумските куќи, никого треба да побараме, ниту дали има конкурс за стажанти или пак нешто. И вториот дел се разбира финансискиот дел кој што треба да го испочитува финансиската куќа спрема стажантот, што не е карактеристично, да речем, за сите деца или за сите студенти, се извинувам, за сите студенти што ќе отидат на пракса за да се запознаат дали сакаат во образовна емисија, дали во било која друга. Значи многу е битен и финансискиот дел и законскиот дел да биде испочитуван, бидејќи на крајот на денот треба да се даде и некој мотив, поттик на тој студент за да продолжи да доаѓа, да речем, да учи, да се едуцира. Некогаш не е доволна само желбата, не е од причина што не сака тој студент да доаѓа, туку заради тоа што буквално треба да дојде од друг град, да плати превоз, да си најде сместување, да јаде, а неопходните оние 6.000 до 9.000 денари, метам дека не се огромна сума за да се оддели, нели, за да се даде на студентот во однос на практичниот дел. А соработката дефинитивно е неопходна, е многу битна, а еден момент кој што го сватив кога почнав јас да работам како новинар во локален медиум. Значи, обуките се неопходен дел кој што мора да бидат спроведени во наставата и мора студентите да бидат информирани. Значи, личниот мој пример е дека јас додека не почнав да работам во локален медиум, јас не бев буквално свесна дека постојат некакви обуки за новинарите или дека постојат некои соработки со здруженија за новинари или пак дека има обука за, не знам, за миграции, како да се известува при избори или пак, не знам, насилство и тероризам. Значи има премногу обуки за млади новинари, меѓутоа нас како новинари, јас во овие 3 години јас немам добиено ниту една покана за обука. За да знам дека биле свесни. Така не сте биле информирани. Тоа е недоволната информираност која што мора да се промени. Не може, јас работам во локален медиум и мене ми стигнува покана. Јас сум имала среќа и сум имала можност последниот период да изслушам повеќе обуки за да научам како да известувам при различни ситуации, дали култура, или образование, здравство или било што друго. Меѓутоа ја ќе го споделам повеќе со моите колеги. Меѓутоа, моите колеги
точно треба да бидат прво известени од надлежните професори, од одредена екипа на социјалните мрежи, барем сметам дека сега во 21 век технологијата е на многу високо ниво, каде што сметам дека скоро сите студенти имаат нели социјални мрежи, лесно може да се пристапи дали. Значи, обуките мора да бидат доставени до мејловите на студентите со цел да се едуцираат, да знаат дека навистина има некој нив да ги едуцира, не е само ни теоретскиот дел на книгите, да речеме, и правните предмети, и двете економии, како што спомена Алекс, за да се изучат. Да, се супер клучиме, меѓутоа практичниот дел, самите тие обуки, додека не се избориме во огинот, никогаш нема да знаеме, ама барем можеме да бидеме спремни пред да влеземе во огинот. Да, ја би рекол не само што правниот факултет и професорите и катедрата и се тоа треба да ги изфизи студентите, и ова важи и за сите, као мислам дека не е само за новинари која има обуки, тренинзи, семинари, работи на кои што и правници, и политиколози, и новинари кои што нели, ние како студенти се уште ние немаме онаа титула или тоа звање да работиме, ама постојат премногу такви настани на од кои што ние може да добиеме преголема едноставно чувство како уопште функционираат работите. Ама ја би идел и подалеку и би рекол дека самиот факултет треба да одржува такви обуки, треба да одржува такви некои настани на кои што би им помогнал на студентите да проложат со тоа што го учат, да ги насочат што и како знаеш, како функционираат работите на крај на денот. Апсолутно ги согласувам. Тоа е голем чекор што дефинитивно како идеја може да се спроведе доколку некој нели сега не слуша и да се спроведе ова како идеја со цел едукација, и не мора само, сметам дека има мал милион теми кои што не поврзуваат и правници, и односи со јавност, и сите струки што се на правниот факултет, Јустинијан први, тоа се конфликтите од секојдневниот живот, тоа се работите со кои што се соочуваме, личноста во која што треба да прераснеме. Значи, сметам дека има доста теми на кои што на кои што има нели кои што се доста заеднички за сите смерови на факултетот. И морам да кажам дека баш во последно време приметувам на експлозија од обуки кои што доаѓаат во вид на некое неформално образование, еве како Радио МОВ или Институт за комуникацијски студии имаше обуки, памтам, и ми е чудно навистина зошто еве, мислам Габриела кажа 13 луѓе дека сте на новинарство. Па и помалку. Моментално сме, Габи, околу 11. Да, 11 активни, еден е вонредно, значи тука е бројката, не е поголема од 13. Значи размерот е многу мал, значи многу помало доли например на правни студии, на студенти кои што студираат, и се што треба е само едно известување на нив. Кога имаш да работиш со 11, со 12 луѓе, многу полесно е да најдеш начин некако да ги впуштиш низ тие води на обуки и на пракса која што треба да се здобијат. Наистина ми е тоа многу, вака сега сум баш изненаден кога го слушам. Па мислам дека пример професорите кога сигурно и знаат за тие нели обуки, мислам дека нив им фали волја, нели, и мотивација да го соопштат и да го споделат тоа со нас. Значи, освен професорката еве би спомнала сега Даниела Блажевска, која што ни овозможи нели мала кратка пракса, истата што ја спомена Габи во некои телевизиски редакции, оттаму потрудил нели да ни помогне, да ни предложи нешто. Габи? Алекс, да споменам тука и јас на Бачовска професорката која што даде, барем мене лично ме поврза исто со мои двајца студенти, Ѓорей, Џоле и Кире, поздравувам во моментов, кој што не направи да бидеме дел од проектот Трико, каде што јас имав можност, исто како и моите колеги, да ги пласираме нашите нели знаења и способности, да се поврземе со луѓе од Балканот, и токму оттаму ми се роди идејата дека такви обуки треба да има почесто, каде што и нашите колеги година, туку што во прва година, со цел да се направи тој еден
напредок, за да се знаат студентите дека не се запишале на некој промашен факултет, да се даде онаа воја за успех, за да се раѓа се повеќе желбата за новинарство и за да не изумре, бидејќи е навистина една прекрасна професија, мислам барем и сега и Алекс, ние сме лудо заљубени во оваа професија и без разлика и на сите бариери се обидуваме подобро и подобро да ја надминеме, да ги надминеме сите пречки и бариери, еве да ги речем кои што се соочуваме на патот и секојдневието, и да ги мотивираме сите оние кои што не слушаат нели во моментов да се борат кон она што го сакаат, макар иако цел свет им вика дека се е против нив и против нивната професија, за да се борат за да направат промени. Точно така, иако се гледа мала доза на разочарување во мене и во Габи, сепак истото и јас би им го кажала да не се откажуваат, бидејќи јас и Габи, еве 3 години не се откажуваме, така ли Габи? Така е, Алекс. Да, и убаво, стварно е убаво ова да се слушне, поготово кога и сами констатиравте на самиот почеток дека новинарството као професија или као нешто што се изучува и после тие што го изучиле actually го работат, малце изумрува и убаво да има млади луѓе као вас кои што тоа ќе работат, кои што учеле за тоа и ќе научат и како и у пракса да работат. Јас кога сме на пракса и овде може да превршиме за праксата, колку например сте имале шанса, бидејќи знаеме дека студентско радио постои. Мислам, го немам слушано, ама знаеме дека постои. Дали сте имале некое искуство со студентското радио или дали сте биле у можност нешто со нив да направите, бидејќи сепак нели ако е студентско радио, дали вие као студенти на новинарство сте имале шанса таму некаде пракса да добиете или чисто да видите како функционираат тие работи? Јас лично немам искуство со студентското радио, дефинитивно дека имам слушнато, професорите многу пати го напоменуваат, меѓутоа дали од што сум била во друг град и бидејќи сум влегла да речем во друга пракса на почетокот на МТВ, сега сум веќе работена во локален медиум, некако не сум дошла до контакт или да речем на можност токму за студентското радио да бидам. Меѓутоа, тоа е нешто што сметам дека дефинитивно треба да биде развиено, да се работи, се повеќе студенти да се вклучат, бидејќи тоа е буквално гласот на студентите. Исто како и овој подкаст што го ставиме, дека да се слушне мислењето на студентите за новите работи кои што треба да се направат. Меѓутоа, дефинитивно го препорачувам и сметам дека еве стоиме на располагање доколку може нешто да се направи, доколку може нешто да се обнови или пак на некаков начин да се приклучиме, да го изреализираме тоа како идеја, сметам дека би било онака многу добро нешто. Исто како и Габи, јас сум слушнала за студентското радио, но не сум имала шанса и прилика да го посетам или пак да учествувам, да бидам дел од него. Па мислам дека претходниот семестар имавме предмет, точно не знам Габи дали се сеќаваш кој предмет беше, требаше да снимаме емисија. Да, но поради пандемијата тоа се откажа. Да, само сме слушнале за него, не сме имале шанса да бидеме дел од радиото. Да, бидејќи некако сите работиме и секако сме се снашле, барем еве ми е драго што можеме да кажеме дека добар процент што сме трета година на новинарски студии веќе работиме во струката, кој не на струка, меѓутоа поголемиот дел на струката и сметам дека тоа е супер нешто. Да. Окей, па ајде да преминеме баш на тоа, бидејќи ме интересира, еве и двете рековте дека работите као каква ви беше таа некоја транзиција, нели, од тоа у моментов го студирате, а исто така имате шанса и да го работите тоа, што како пракса, што како нешто повеќе. Дали ви помогна некои од часовите или повеќе она што зборевте на почетокот, како повеќе моравте да се научите on the fly, некако на брзина, додека ги правиш работите што ги правиш у медиумите у кои што сте имале можност да работите? Моментално, Џоле, не работам на својата струка, но имав шанса
неколку месеци да бидам практикант во Радио МОВ, исто како и Мартин, колку што го сватив. Значи, транзицијата беше тешка. Учевме само теорија, нели, како што споменав и претходно, и тука се најдов со буквално еден огромен хаос, каде што бев изгубена, не знаев да напишам буквално една вест. Па првиот пат кога ме пуштија, нели, на терен, да одиш на настан, потоа цел тој настан да го склопиш, да го направиш еден, нели, читлив, така лесно читлив текст. Значи на почетокот беше многу тешко, но беше добро и слободно можам да чифа таму. А иначе имав исто така шанса во македонската радиотелевизија да направам неколку прилози кои што нели како за прв и втор прилог беа окей. Али мислам дека онака генерално барем мене лично ми фали уште многу пракса. Еве Габи е подруг случај, Габи е веќе вработена. Габи, како ти беше тебе тој процес, тежок, лесен? Ја во прва година факултет кога дојдов во Скопје бев мислам дека најплашена што некогаш сум била во животот. 18-19 години колку имав, нов град, цимер ќе живеам сама, за мене беше буквално вау, што ми се дешава во животот, каде ја терам, дали го правам вистинското. И тоа некако како поменуваа месеците, работите се менуваа, дека беше тешко, беше дефинитивно тешко, меѓутоа самата поврзаност со луѓето, кога сваќаш дека не се сите толку лоши, не се сите нели сите сте различни, меѓутоа е во ред да си различен, кога конечно ќе се вклопиш и со околината, барем јас имав супер позитивно искуство со моите колеги. И некако започна праксата. Мојата прва пракса беше токму македонската радиотелевизија, каде што прво заедно со Алекс и со уште други студенти имавме часови за така како буквално да отвараме уста, артикулацијата и сите тие работи. Јас памтам, значи, може би не гледа уредничката каде што рече дека кога ме праша првото нешто како се викаш, јас буквално бев Габриела. И вика, значи, така цимулење и со таков глас има да зборуваш со дечкото, со твојата љубов, меѓутоа тука овде има да зборуваш јасно и гласно, каде што ќе отвориш устата и тоа буквално беше готово. Да, господи, готово така правиме, тоа никош нема да заборавам. Имавме многу убава можност за да не пуштат во утринска емисија, мислам како сардини бевме дома наредени на телевизорот. Готово прво мама ќе ми има на МТВ, ќе ми има на утринска емисија, буквално го чекаш тој момент. Тој момент беше стварно вистина возбуда. Потоа имав искуство, бев водител одредено време на образовната емисија Звон, каде што буквално со листот во рака, јас од трема не можев да си ја прочитам реченицата која што си ја напишев, значи не да ја кажам во камера, тука јас не можев собствената реченица да си ја прочитам. Буквално не загревање, не вежби за трема, апсолутно ништо не ми помага, кој ќе тоа осветлат 6 до 7 рефлектори и 3 камери, сите мастаат, што и како без разлика ти дали разговараш со дете или пак со било кој друг човек, таа атмосфера, таа трема се убива со текот на времето. Јас сметам дека ја ден денеска имам трема, мислам ден денеска зборувам колку неколку годишни искусен новинар да сум, меѓутоа имам одредено некое искуство да речем, кај што имам трема пред да читам вести или пак пред да прочитам пак со било кој. И некако после тоа се затвори студиото, Звони се повлеко во Велес. Работев јас во гостителски објект во Велес и меѓутоа кога започна короната, некако се смени. Баш сега за неколку дена ќе правам една година во локалниот медиум во ТВ Здравкин, каде што имав можност да започнам една нова страница, да речем, за мене и од животот дефинитивно, меѓутоа и од областа вести. Значи започнав информативна програма што никогаш не сум ни сонувала, еве да речем дека некогаш ќе работам тоа. Секогаш сум била повеќе по полесни емисии, да речем култура, образование или пак утринска емисија, меѓутоа јас никогаш не сметав дека ќе влезам во вести. И мене првиот прилог буквално ми беше пресконференција на министер за здравство Венко Филипче, буквално пуштена во агинот. Чекам дома пред компјутер за да се вклучам, не знам што ќе кажам, ни па што ќе ми каже. Јас треба прилог да направам од тоа. Помина што помина и тој први ден и по него како минеше времето, ја да речем сега по една година, да речем, искуство во
во вести, си го слушам првиот прилог и се слушам тоа што ми го викале уредниците, дека буквално го пеам, го изрецитирувам прилогот, што на вистина воопшто не треба така да стои. А сега да речем имам посозрен глас, посозрен глас, по квалитетен, поголемо отварање на устата и напредувам. Тоа е битното, што сакам и пораката да испретам на сите, дека јас имам уште многу да учам, јас имам уште многу време ми треба пракса да се испрактирам за да бидам новинар, да речем, јас кој што сакам да го видам да изработам уште многу теми, да следам уште многу настани, да направам уште повеќе интервјуи сега, да растам како на професионален план, така и на искуството кое што е, бидејќи искуството е дефинитивно тоа што го прави новинарот новинар. Мора да се изгориш од ситуацијата, мораш да се скараш со првиот човек, бидејќи добрата приказка се водам барем јас. Приказната која што нема критика дефинитивно не е добра приказна. Значи кога ќе направиш нешто, секогаш ќе има некого што нема да му се свиѓа тоа. И твоја работа е буквално да се справиш со тоа и да се носиш со товарот и со последиците, бидејќи посебно кога работиме во информативна програма, секогаш критикуваме, секогаш ги представувате сите страни, значи нашата работа е сите страни да ги изнесеме и да трагаме по вистината. Јас на вистина се обидувам секогаш да го правам тоа. И жал ми е, на почетокот многу потешко се справував кога некој ќе ми се развика или пак некој функционер или пак политичар или пак не знам, директор на некоја установа, да речем, ќе влезе во конфликт со мене или пак нешто слично и буквално беше на почетокот многу потешко да се справам и да речеме не можев да си направам баланс емоционален и на професионален план, меѓутоа се обидувам колку што можам подолго и да го направам тој баланс и на професионален план и на приватен, нели, бидејќи секогаш ќе има нешто што нема да му се свиѓа на некого, а на крајот на денот моја работа е да ја барам вистината и да бидам гласот на народот во општината или пак во државата каде што живееме, бидејќи ние сме единствените кои што треба да направиме промената и преку нас се случува промената и преносот на секоја информација. Иначе, ми интересно тоа што кажа дека првенствено ти било така моцне потешко и тука па и самата, не знам, самата професија новинарство некако е медиатор помеѓу популацијата и помеѓу на пример власти. Тука е тешко да си поставен како медиатор помеѓу тие две сили, не знам, еднаш си критикуван од населението, еднаш си критикуван од власта. И да, се согласувам дека за разлика од другиве професии и другиве работи што ги изучуваме за кои што се спремаме, се едуцираме направено, некако со себе носи поголем психолошки товар. Самото тоа да се биде новинар. Иначе, кога збореше за култура, образование и така натаму, освен што имам сознание дека не е во најдобра ситуација новинарството кај нас, уште во понезавидна ситуација, например, новинарскиот аспект на известувањето за култура, образование и така натаму. И дали сметате дека преголемиот фокус на студиите на новинарство со предмети од економија, од право, произведуваат студенти кои што се идни новинари премногу се фокусираат на пишување на известувања за економија, право, а помалку еве за култура, образование и така натаму. Само не сум доволно сигурна дали добро го разбрав прашањето. Значи, дали она што учиме економски предмети влијае на што? Влијае на поголемиот фокус на известување за економија, за право во новинарството, во новинарските. Мислам дека не може да се поврзат тие две работи колку што треба. Значи, да ни биде јасно, значи ние мора да знаеме од се по нешто. И некој одлучил дека ние треба да учиме две економии. Дали е правилно тоа или не е правилно, јас од мој аспект на 21 година сметам дека не сум на бранова должина за да го кажам тоа. Меѓутоа, дека треба да учиме економија, дека треба новинарот да знае економија, дефинитивно треба, дека треба да знае право, политика, дефинитивно треба да знае. Дали треба да знае за култура
и за образование дефинитивно треба да знае. Сега, секој новинар си бира област во која што сака да се фокусира, еве да речем посебно оние кои што се во информативна програма. Недостаток на правниот факултет се изборот на мастер студии. Располагаме со спортско, судско новинарство и уште 2 вида. Така, сега не сум многу сигурна, бидејќи не планирам јас да речем мојот понатамошен развој да го продолжам на мастер студиите, заради тоа што она што мене ме интересира го нема на мастер студиите на правниот факултет. И заради тоа сметам дека би била подобра можност да отидам на речем дали на мастер студии во некоја друга држава и слично, но не се тоа друга приказка што би можеле. Сакав да напоменам дека секој студент треба време, треба искуство, треба да се изгори од огинот во новинарство, треба да отидеме и да учиме со цел за да се пронајдеме себе си. Јас лично не знам да кажам што сакам. Јас само знам дека сакам моментално да работам во информативна програма, во тоа што го работам. Меѓутоа, јас да речем образование дали сакам, не знам дали сакам култура, дали сакам политика или економика, сметам дека треба да помине одредено време, да ги имам годините, да го имам искуството, па за после да можам со сигурност да речем да ја сакам да работам судско новинарство, да ја сакам да работам спортско новинарство, да ја сакам да работам теми од образование, култура или пак од било која друга арија. А сметам дека сега сум премногу не кадарна, што би рекле ние нашки, за да кажам што навистина става или во област јас се пронаоѓам. Алекс, како се пронаоѓаш, пример? Во која област? Дали знаеш што сакаш да работиш? Да пишуваш, да бидеш на телевизија? Вака, Габи, да ти одговорам тебе, дефинитивно ако продолжувам со политичко новинарство, но да го прашам Мартин, дали те го сватив точно прашањето ти беше, дали преголемиот број на политички и економски предмети влијаат врз идните новинари да се фокусираат повеќе на политичката сфера, така? Па да, или дали тоа едноставно се бара, дали е тоа нешто што е повеќе слушано. Да, па јас не сум баш најадекватната личност да го одговорам ова, бидејќи, како што ви кажа, имам некоја си љубов исто како вас кон политиката, но од друга страна и мислам дека Македонија воопшто нема голем број на културни и музички настани. Мислам дека и немаме баш избор, поготово кога живееш, пример, во Велес или јас сум од Кавадарци, значи тоа не е Скопје, ние сме ограничени со културни настани. Мислам дека за еден локален потешко да најде и да се впушти во такви настани. А и самото општество некако во последните години се занимава само со политика, така да мислам не е проблем од предметите на факултетот, туку општо во целиот општествен систем. Да. Јас сакав да ве прашам, кога станува збор и ова што го може ќе се навратиме малце, но мислам дека еве вашиот пример, Габриела, ти имаш и сега веќе доста добро искуство кога станува збор за работење на она за што го изучуваш, ама дали мислите дека можеби недостатокот на пракси или недостатокот на можности влијае, например, колеги ваши у прва година, втора, да после да се откажат да сменат струка или да работат нешто сосема друго и никогаш да не се вратат на новинарство? Дали, например, на некој начин, дали факултетот го дестимулира студентот да некој продолжи со тоа, не знам, после 1-2 години. Пошто еве кај нас, например, на политички има студенти кои што едноставно после 1-2 години се откажуваат од студиите од различни причини, ама дали причината кај вас е тоа што нема можности за вас како млади студенти идни млади, тоест новинари, да се покажете или да го почувствувате тоа зашто сте се запишале на тие студии? Јас сметам дека токму нашиот случај предноста е она што сме малце.
Со самото тоа што сме 15 лица запишани во трета година на новинарски студии при правниот факултет ни дава многу бенефици искрено, каде што при реализација, зборувам за нормални услови пред пандемија COVID-19, професорите може да ни посветат многу поголемо внимание, каде што може да ни го запаметат ликот и утре доколку ни треба некоја препорака, доколку сме се покажале, имаме можност да добиеме препорака од тој професор за да ни упата, да речем, на другиот пат, кој што сметам дека не е случај, пример да речем во правните студии. Таму се многу поголем број на студенти, каде што професорот, што е нормално за секој професор, не може истиот фокус да го даде на 150 луѓе да бидат, нели, на предавање. Не е нормално дека не е истиот тој кој што ќе го даде на 15 луѓе. Едно од преностите е таа е навистина многу голема. Соработката, да речем, контактот што го имаш очи во очи, ликот да ти го запамти некој професор, сметам дека е многу на повисоко ниво, каде што може добро да ни служи за нашата професија како идни новинари и баш она, бидејќи сме малце, да речем, дај Боже сите да го завршиме факултетот, да отидеме во новинарската куќа и сметам дека кога, да речеме, би имало квалификација за новинари и некој да приложи, да речем, карикирам, диплома од економски факултет и некој од кај нас да приложи диплома од новинарски студии, сметам дека тоа е една отпочна даска за да примеме. Квалитетот на човекот, да речем, за новинар, дали е сосема друга приказка. Меѓутоа, дипломата дефинитивно може да ни послужи за да имаме предност при квалификација, доколку имаме, нели, доколку нашиот, да речем, конкурент е студент од економски или пак педагошки или пак не знам од кој друг факултет. Со тоа би имале откочна даска, меѓутоа да не се лажеме, квалитетот се заработува, се учи и сите треба да напредуваме за да го имаме. Може би некако ќе стасаме до дипломата, меѓутоа сметам дека вистинската приказна како новинари, без разлика дали имаме диплома или не, успехот ќе се вреднува она што го сработиме. Барем јас сакам да верувам во тоа, бидејќи дипломата како диплома и имаме супер, едуцирани сме, меѓутоа како ќе се покажеме на терен, како ќе изработиме некоја сторија, дали таа сторија ќе допре до поширок аудиториум или пак не, или пак дали ќе промениме ние живот на некој на таа сторија или пак на таа емисија, е сосема друга приказка и сметам дека квалитетот е индивидуален, кој што треба да се работи и да се заработи, без разлика, нели, каква позадина има за нас, каква диплома стои, дали од новинарски студии или од политички или од правен, или не знам со што. Меѓутоа мора да се воспостави од друга страна, како што и претходно напоменав, лиценца или пак друг начин да се изнајде, за да се има барем некој критериум за да има некои разлики помеѓу новинарите, бидејќи сега особено со социјалните мрежи секој граѓанин има право да коментира точно, меѓутоа не сите граѓани што коментираат се новинари. Дали, барем сега што се сеќавам во книгата Истражувачко новинарство, дали социјалните мрежи можеби ќе ги надминат, ќе ги преминат, нели, новинарските куќи, да не дозволиме да се случи тоа, социјалните, нели, медиуми да бидат средства за информирање, за не се изгуби, нели, новинарските куќи, а нешто мислам се печатените медиуми или електронските медиуми, така да ќе видиме кај ќе тераме, дека има промена, има модернизација, има меѓутоа да се трудиме да го задржиме оно што го имаме, оно што е вистинското, тоа се телевизиите, печатените медиуми, електронските портали, и тука ќе ги ставам, меѓутоа да се има некаква граница за новинар и човек кој што пишува обичен статус и критикува на Facebook, да речем. Да, исто, Габи, би дополнила. Треба да се прави разлика, барем денес, од Instagram инфлуенсер до оној, нели, вистинскиот новинар во еден печатен медиум или радио, било како. Иначе, Мартин или Џоле, ви го заборавив прашањето што беше на почетокот? Да, колку факултетот уствари го дестимулира студентот со тоа што не нуди доволно hands-on, може да се каже, работи кои што би ви помогнале понатака и би ви го задржале тоа
почетно вие задржале таа почетна желба да студирате новинарство? Па гледај, мислам дека пред се, ако имаш цврста, нели, и голема желба, не може факултетот, барем уште на почетокот, да те дестимулира. Еве и Габи би се согласила веројатно. Сите ние сме имале, нели, и падови, и не било и тешко, некогаш не било и лесно, и тешки и лесни предмети, и некој професор не разочарал, не подценил, друг некој те возвишил. Значи да, некој пат факултетот те дестимулира, но мислам дека тие студенти што имаат цврста и голема желба дека ќе останат до крај. Да, точно, Алекс. Јас сметам дека како тоа влие факултетот на секој човек е различен, индивидуално, исто како што ние пред моите размислувања дека не се коментира за вкус, дека тоа е личен избор, лична определба, исто така сметам дека во прашање го носи овој одговор, бидејќи секој човек е различен, индивидуален и си прави собствени избори. Некој буквално ако реши дека не сака да учи, и тоа е во ред, барем според моите критериуми на животот, тоа е во ред. Во ред е да се освести некој човек дека не сака тоа да го учи, што го учи за да прекине да вложува или пак да се огуби времето и да се пренасочи на оно што сака да го прави во животот, отколку нели да продолжи, да речем, на факултет и секојдневно да се преиспитува дали ова е соодветната одлука, нели, која што сака да ја направи. Заради тоа сметам дека е многу повеќе индивидуално прашање, за индивидуално лично не би сакал да коментирам. Така да секој на крај некој да се откаже, мислам дека никогаш не е касно да се смени и професија, да се научи нешто ново. Апсолутно, некој ако реши да биде нешто друго, кој сме ние да му забраниме, мислам, секој човек треба да си оди по сопствениот пат на успехот и да го во животот да биде тоа што го сака, бидејќи нема ништо поважно од животот, барем според мене, да се биде среќен. Така да било кој да го слуша ова, ако се прашуваш, ако ти треба некој знак, оди направи го тоа што те прави среќен. Потсетник. Motivational speech. Иначе, еве веќе баш сега ми текне едно прашање. Веќе 1,5 година како сме во пандемиски услови, ме интересира како пандемијата ја смени наставата, дали ја смени на полош, дали ја смени на подобро, како влијаеше вас еве лично, а и општо на наставата по новинарство? Па не знам, еве лично според мене малку е полоша сега наставата, значи од лично искуство и од моја лична перцепција, мислам дека е помала пред се мотивацијата за учење, бидејќи нели не си таму, не си во амфитеатар, не си на предавање, не си опколен во живот со колегите, ја немаш таа желба и таа мотивација да учиш. Пред се е битна и концентрацијата која што ја немаме, значи 3,5 часа пред лаптоп, светлина во очите, не е тоа, значи воопшто не се споредува со тие реалните физичките предавања. Мислам дека година и пол дека не се едуцираме квалитетно. Не знам, Габи, ти од твоја перцепција како изгледа сето тоа? Од мојата перцепција, мене ми е потешко пример. Ја можам да го зголам прашање како студент, меѓутоа и како некој што ја истражува онлайн наставата уште од првиот ден кога почне, тоа од основни и средни училишта, меѓутоа и високообразовни установи и во Македонија и на Балканот, барем такво искуство имам со проектот. Лично тоа што е, пандемијата беше нова, беше како што треба или пак како што не треба и се случи оно што треба да се случи. Меѓутоа, како доаѓаат промените, така треба и ние да се прилагодуваме кон промените. Воа беше едно супер добар потсетник за тоа што дека ништо не може во животот да остане исто и дека ништо не е за секогаш. Дома пред лаптопи, камери уклучени или пак исклучени, кој спие можеби, кој јаде, кој оси уште во пижами и некако почна да се одвиваат онлайн частевите. Првенствено беше проблемот лично за мене, сметам дека ќе имаше многу поголем ефект доколку имаше некое правило, вклучени камери, вклучени микрофони за да се подобри интеракцијата.
редовни предавања од редовни професори, бидејќи имаше случаи дефинитивно кога професори со месеци не се јавуваа на, да речем, нели, на да ги одржуваат предавањата и неколку дена пред колоквиум би се, нели, ќе се појават да реализираме неколку задачи од X причини, бидејќи не можеле да ги одржат предавањата. Други проблеми кои што се јавуваа, да речем, се недоволниот фокус, да се фокусираш, мислам, многу е тешко да се фокусираш кога креветот е до тебе посана, ти треба да си буквално пред компјутер и да следиш и да слушаш некој што и како прави, меѓутоа еве буткаме, па ќе видиме до каде ќе стасеме. Од искуство на другите, да речем, има и бенефити, има и негативни страни. Негативни страни се тие што наставата со физичко присуство дефинитивно не може ништо да ја замени, бидејќи таму можеш да поставиш и прашање, можеш да го следиш професорот, да фаќаш брзи белешки, меѓутоа тука е малце, да, точно е, можеш да поставиш прашање, меѓутоа ќе бидеш или многу уморен, или пак нешто друго ќе се прави, или ќе ти се досади, секогаш ќе си најдеш изговор. Меѓутоа дефинитивно интеракцијата помеѓу професор и студент е подобра со физичко присуство. Јас сметам барем дека 90% ќе се согласат со тоа. Меѓутоа требаше побрзо да се адаптираме. Зошто го велам тоа? Бидејќи е потребна дигитализација на образованието и на нашиот факултет, меѓутоа и на целиот универзитет Свети Кирил Методи, зошто бидејќи за во вакви ситуации онлайн наставата треба да се користи во нужни ситуации како што е оваа со коронавирусот, меѓутоа не можеме ниту пак да се оправдуваме дека додека трае коронава ќе правиме онлайн. Добро, ќе ни биде наставата онлайн. Да направиме анализа, кои се предностите, кои се недостатоците, да ни биде јасно, никој не е совршен и мора да се учиме од грешките. Ако овој пат имало тој некој професор што не бил редовен или пак студентите што не биле редовни, наредниот пат, не знам, некој правило да се донесе, кучета камери со цел за не буквално за не си правиме кој со зид муабет, бидејќи поинаку кога се гледаме, кога се слушаме, кога сите ќе земеме збор или пак кога ќе прашаме нешто, за да се напред, да се вметнат нови техники, не знам, има PowerPoint презентации, има посликовити начин за објаснување на лекциите, не знам, домашни, не знам, интересни текстови, стати, кои што морам да ги пофалам, дел од професорите, 70% од досегашните студенти го практикуваат тоа, ни доделуваат истражување. Пример, лично за мене ми е многу поинтересно да работам на некој истражување, да сработам некој проект, отколку да седам само и да учам теорија. Сметам дека креативниот начин на учење е нешто кое што ќе не води напред и ќе не мотивира, барем да речем, во овие тешки карантини. Сега, фала Богу, немаме по 4 дена, може и пак имаме, бидејќи не знаеме каква ќе биде состојбата. На креативен начин да сработам некој проект, отколку да бидам буквално 24 сата над книгата и да трубам и да учам. Мора малце промена да има. Да, апсолутно, ја највеќе би се согласил со ова, бидејќи знам како ми е мене. Многу е тешко да се сконцентрираш, не 3,5 сати, 2 минути е тешко да се сконцентрираш пред да почнеш нешто друго да правиш, дали на телефон, дали да скролаш нешто на социјални медии, било каде да читаш нешто друго. Ама мислам дека токму тоа, знаеш, баш ми е интересно кога еве ние англиска група, дека сум ја политички, кога имаме со македонската група, никој не уклучува камери, дека сме повеќе луѓе, ама кога сме сами сите сме со уклучени камери. Тоа има многу помага кога сакаш уопште да пратиш и професорот, мислам дека и нив им е поубаво да предаваат со кога не гледаат нас, отколку да зборат и да се гледаат самите себе и презентацијата може што ја имаат спремно за тоа предавање, ама дефинитивно е онака баш преголем плюс кога имаш повеќе можности да бидеш вклучен и затоа можеби еве ништо против правни студии, ама студиите кај нас на факултетов кои што има помал број на студенти, поготово сега за време на пандемија, многу полесно, тоа го спомнавте и преска. Се знаеме со професори, не знаат како изгледаме, не знаат кои сме. Некои професори не знаат и какви сме буквално, пошто 3 години се гледаме со нив веќе. И тука е предност на наши некои смерови кои ги имаме. Да, точно. И само би сакала како проблем да го напоменам, мислам е доволно напоменат, лицата кои што живеат, да речем, во семејства каде што имаат поголем број на членови,
и тие се сите ученици. Значи голем проблем кој што се јави со спроведувањето на наставата од далечина е токму тој, каде што во едно семејство се случува да има 2 до 3 деца кои што имаат потреба без разлика дали се во предшколска нели возраст, основно, средно или пак во високообразовни институции, бидејќи нели сега само од прво до трето се реализира наставата со физичко присуство, значи повеќе деца имаат потреба од повеќе технички уреди во исто време. Некогаш некои од родителите се самите родители се професори, па имаат и тие деца, така што сега требаат барем најмалку 2 лаптопи во едно семејство или пак да речем паметни телефони со камера или со се. Меѓутоа па има студенти кои што имаат уреди, немаат интернет. Значи иако е мал процентот на тие ученици, сепак ги има. Дали биле студенти, сега стрикно разговараме за студентите, меѓутоа има многу деца од основно, од средно, кои што навистина немаат услови да имаат еден дигитален уред, а не па повеќе за да го споделуваат, да речем, и со братот или со сестрата или пак со родителите, доколку имаат потреби. Тоа е еден сериозен проблем на кој што треба да се реши. Ги има, велат, наставните програми на македонската телевизија. Се во ред. Тие семејства дали имаат и телевизор. Се даваат печатени. Како тоа дете само ќе научи? Значи сметам дека посебно сега во време на пандемијата треба да се земе посебно Министерството за образование и наука да се направи одреден план за што доколку ако се влоши состојбата со вирусот, дали ние ќе продолжиме со оваа темпо? Тоа со тие деца што немаат уреди. Значи да се решат тие проблеми, бидејќи сметам дека се неопходни. Да се направи некој стратешки план, да се има. Апсолутно, не можеме да се предвиди што и како е. Треба да одиме дома, одиме дома. Меѓутоа сметам дека како држава не е научна фантастика да се реши проблемот со набавка на компјутери и лаптопи, барем по еден и интернет конекција за да има. Сметам дека би можеле да го изреализираме тоа, особено со тоа што дека веќе 1 година живееме во пандемија и гледаме дека нема вакцини, така да дефинитивно ќе продолжи. Апсолутно. Па добро, мислам тоа и претходната епизода го реков, може уште со сати да разговараме. Сега баш гледам сат време веќе снимаме. Ја на крајот би ве прашал дали вие имате некое прашање за нас, пошто не знам, може сака да не прашате нешто што сме испушили или нешто да дадете колку за крај. Да, јас би сакала да поставам едно прашање ви до Габи и до вас двајца. Пак е поврзано нели со студиите и со онлайн наставата. Што правиме и мислам и кој е надлежен, каде може да се обратат студенти доколку се соочат со професор кој што не одржува редовно предавање, пошто ние неколку пати сме се соочиле и мислам дека тоа е баш таа мана која што ја има онлайн наставата. Значи професори кои што не одржуваат, бегаат од предавање на некој начин во наводници нека видеова. Доколку беше со физичко присуство, мислам дека не би било така. Да. Што ако тоа се случува? Мислам дека е пречесто ова што се случува, имаше случаи, можеби некај нас, ама имам слушнато и за други на факултетов, а и на други факултети. Мислам треба дефинитивно да се исконтактира професорот, ама најчесто таквите професори не ти ни враќаат на мејл, така што тоа е dead end. Оние продекани за настава, ама мислам дека исто така можност и опција е да се исконтактира и факултетското студентско собрание. Па така, не знам, дали членови на ФСС, дали председател на ФСС би направиле некој притисок, бидејќи мислам дека имаше пред некој месец или порано, мислам дека беше минатиот семестар, кај што имаше случај кај што ФСС направија притисок до продекани, до луѓе на факултетов, нешто да се смени, не сум сега сигурен точно кој предмет, може и за вас станувало збор, ама знам дека ако студент конкретно на правниот факултет
се обрати до ФСС или до Симен кој што ни е председател на ФСС, мислам дека може ние да пробаме да издействуваме од тој некој поглед, ама дефинитивно као голем проблем е тоа и поготово кога стане збор не само, ја би рекол, не и само за доаѓање на настава, туку комуникација со професори. Со некој е Така. премногу тешко да дојдеш у контакт и буквално јас кога пишувам некој, бидејќи знаеме, имаме изборни предмети и сега професорот имаат нели она формула како им е мејлот, некако ќе го погодиш. Ама се обидувам буквално на друг мејл да најдам, поради тоа што не сите враќаат на нивните службени мејли и секојаш на два мејлови им праќам. За на еден секогаш така. Тоа мислам дека е проблем, ама мојот одговор би бил ФСС и продекани за настава, иначе друго не би знаел. Да, еве во оваа прилика би ги охрабрила тогаш сите да пријават доколку се соочат со такво нешто. Апсолутно. Ја морам да напоменам колку сте кул, Ѓорги и Мартин, иако прв пат се срекавам и имам чувство дека ве познам повеќе години, така да многу кул теми на обработка имаме, да збориме, баш Јустинијан збори, да збориме што до утре се бајле или пак и денови потоа. Само би сакала да ви речам, значи, алал да вие треба да продолжите вакви подкасти, да се прават со цел да се слуша нели гласот и на студентите малци, на другата страна, еве ние како новинари да потсетиме дека сите страни треба да бидат слушнати, те со цел да се најдат покреативни решенија на проблемите со кои што се секојдневно се соочуваме, кои што ги предизвикала или не пандемијата, или пак кои што се предизвикани од самиот факултет или пак односите без разлика дали се професор, студент или пак професор или пак некоја служба што е во повисоките редови. Така да се чуваме, да збориме или да зборуваме. Да говориме и да лафаме. Габи, не заборај. Габи, стандардниот јазик. Јустинијан лафе, може. Да, ја баш не знам со кој зборев ова пред некој ден, као еве цела година веќе го снимаме подкастов, вадиме епизоди и некојаш со некои од гостиве се знаеме и лично и знаеш колеги, другари, пријатели, било што, ама некои, еве сега вас две, прв пат ве запознаваме на 5 минути пред снимање и тоа на Zoom сме и некојаш не знам, чудно е, ама интересно е, некој прв печаток добиваме буквално како што снимаме, па така еве се надевам дека следниот пат кога ќе имаме можност, ако дозволат условите, да снимаме и уживо и баш би било интересно пак да имаме да разговараме на некои конкретни теми кога станува збор новинарство, било што работите. Пред да завршиме епизодата, до душа сакам, бидејќи ние имаме мал обичај на крајот епизода кој имаме нови гости, да ве ставиме on the spot и да ни даете по некој предлог за, не знам, книга, филм, музика што слушате, било што, бидејќи нели онака сме затворени дома, времето е ладно сега и да не беше полициски час, пак ќе седиш дома бидејќи ладно е, кај ќе идеш. Што би можеле да им препорачате, еве, да ни препорачате нас, ама и на нашите слушатели како да го поминат нивното слободно време по дома? Еве, јас би продолжила доколку може. Јас би препорачала топол чај доколку е ладно, бидејќи сега и денеска и претходните денови ни изненади малку снегот. Со добар филм, мојот фаворит е This Means War и Eat, Pray, Love, или пак некоја друга книга, да се чуваат, здравието да го чуваат на себе си и на своите најблиски, помалку да се нервираат, да уживаат во животот на сите слушатели, да бидат кул како нашите водители, да одат на факултет, да следат онлайн настава и да не се двоумат во животот. Ако чекаат знак, пак ќе кажем, па направите тоа што ве прави среќни. И бидете кул како нашите водители.
Јас би им препорачала, не знам, еве ако стават сега и карантин 4 дена да си гледаат серии на Netflix, би ме препорачала The Handmaid's Tale, мислам дека баш сега за недела 2 треба да испадне новата сезона. И за сите оние што слушаат онака лајт рокче, да го слушнат бендот Мана, кој разбира шпански, окей, кој не, нека ми пише слободно за превод. Какав Алекс за шпански. Јас сум љубител на рок. Јас сум љубител рок и на метал, така да одма Да, ќе ти пратам, ако ти треба превод, слободно обрати ми се. Иначе, дечки, да, исто ви кажала многу сте кул, баш ми е мило што поразговаравме, а Габи, тебе би ти кажала мотивација си ми. Онака, да ти. Ти ми мотивација за шпански јазик, сите кај Алекс, бидејќи богиња. За мотивација кај Габриела, за шпански кај Александра. Јас би Алекс. Да, а како да бидеме покул личности, од утре вас двајца ќе ве барам. Онака мала практика. Да, една добра порака. Мотивација кај Габи, шпански јазик Алекс, начин да бидеш кул и да го имаш тој лајфстайл кај водителите Мартин и Ѓорги. Може да спомнам да снимите филм How to be cool. Готово. Ама овака сега изгледа на крај дека сме ви рекле да не фалите многу. Не. Ова е искрено од срце. Не, стварно, фала ви и ја ве уживав. Пак ќе кажам, може уште со сати да снимаме, ама чисто да не ни се жалат оние што кога ќе видат прво колку трае епизода, да не биде премногу. Тука ќе завршиме. Фала ви уште еднаш и на двете и се надевам, еве, слушателите уживале исто колку што ја уживав у самиот разговор, со нова епизода мислам дека ќе идеме наместо у недела, ќе идеме у петок, каде што би требало да разговараме за еден од останатите два смерови кои ги имаме на правниот факултет, така што stay tuned for that и се слушаме во следната епизода.